Значи можеме да се сицкаме, да си правиме така, Стефан. Па нормално, да. Во оброкот на денот ми е Стефан. Да. Те раскажав. Денеска театар комедија ни е на гости. Да, цел театар го представуваме. Сега ќе видите како цел театар го. Каже ми сега, стварно ништо, ама баш ништо не знаеш да направиш. Не, знам. Знам, јас сум... Да јадам. Да, моето име е Стео Карапанџан, или така ме викаат напрекар. И доста работи знам да направам. Добро. Например, сега мешаме зачини тука. Добро. Што припремаме сега. Добро. Вакво нешто нит сте виделе, нит сте чуле. Ке се прераскажува. Да, сигурно ќе се прераскажува. Значи, денеска правиме Цезар салата. Добро. За сите кои што не знаат како се прави Цезар салата, ние ќе им објасниме. Ова е олд скул начин на правење Цезар салата. Значи, имаме стек, нормално. Нормално. Имаме... Само кажи дека го подготви, така? Стекот го подготвив, да. Направивме на проба, искрено направим муабет. Дојдовме порано малку во Телма, почнав да го правам стекот сам. И ми рекоа, не треба, уживај, ќе ти го направиме ние, пошто мила има и кујната, и телевизијата, и се. Да, реално направим муабет, јас сум мајстор. Само што го сервира и што ги прави целата магија што додава на крај. Сакаш да кажеш, ја не сум мајсторица. Не, ти си секако, мислам, без тебе ја не можам да го правам. Слушај да ми кажеш, како да дојдеме до карта во тој вашиот театар комедија, не е нормално, толку сте добри што нема карти? Да се држиме ние до Цезар. Не, па не знам, стварно е... Стварно не е нормално. Да, стварно е... ми е убаво, ама више и не ми е убаво, пошто ми се лутат луѓето. Ти се лутат сите? Да. Па не сум единствена, значи. Ми пишуваат дека сме ги давале картите на наши луѓе. А стварно давате на наши? Еве ти си наш човек. Ја имаш и гајано? Не. Епа, ето. За ало Ова минатиот е доказ дека не ги даваме на наши луѓе. Минатиот пат, ја испофаливме. Да. Башка не викнавте да ви бидеме, тоа си Миша крив, добро, ама тоа си Миша. Овакво. Ја не смеам да викам. Не смееш, Не смеам, да, кај, на ќе сина ме убие. сакавме да бидеме статисти. Да. Или тоа се договаравме, Да, се така? договарав. Ета, Марко Мрак и како беше таму? Ја нешто ке бе. Да. Како уди во театар, стварно? Па, одлично е. Одлично е, се спремаат. Имате уште нешто ново или? Па, не смеам многу да зборувам, ама Не да, смееш? 2025 година ќе има нешто многу јако. Мислам, може и појако од Ало, ќе видиме сега. Сериозно си? Пак е Синиша во играта или не? Каде бе, Синиша? И ти си побрза, ти морулото ише... Добро бе, Стефан, Нема добро врска, е. ја- Стиво јас- Карапанџа јас- кога зборува не може толку брзо да се иска, разбираш? Јас стекот го Глеме сечам. са си, Кај Стеф, која ракавица. камера ме снима? Која камера ти Двојката снима? е? Чекај да ставам. Чек. Ајде. Јас стекот го сечам со љубов. Сакаш да кажеш нешто, така? Тоа сакаш да Да, кажеш. Не, да. добро, јасно ми е, Со добро. љубов се сече стекот. Стек со љубов. Да, леле, тие што се вегани сега што го гледаат Кадаров на телевизија, извини. Чекај, ништо не ти се гледа од Кадаров, бе, Стефан. Па не можам на мирници имам наредено. Ајде, може сега. сега. Како Значи- со љубов се сецка пилешко. Стекот ние исецкам веќе Му скоро. пееш нешто дека го сецкаш? Нормално. Шо? Нормално. Запеј Ама нешто не, да слушам? во памет си пееш. Во памет. Во памет, пошто он ако поприми гласно, ако му пееш писната? може да се уплаши, Добро. да се собере и помалку да не испане Цезар салата, да ме разбираш. Мора да тоа така тивко му. Се снајде, се Да, снајде. да. Значи, сега, ако не можеме да те гледаме во театар комедија, пошто ви завршува сезоната, Да, ни завршува тогаш можеме да сезоната. тркнеме до Веле за почеток на приказнава. Се разбира. во Паника, Велес. така? Паника, да. Добро, кажи, раскажи нешто додека Паника правиш. е веќе, да ти кажам, Са кажи ми таа е распродадена и љута сум те, стварно сум ти љута, не назвона, не назвона. стварно можам, за Паника можам да ти дотерам карти, пошто тоа... Када, ќе ме ставиш на столче некоја на страна? Не, Добро, на не девети е ред проблем. ќе те наместам, значи Добро, буквално значи, ама може да и бидеш на како ста- жири комисија да А бидеш. ба, не е проблем. Бе, не е како проблем жири у тие комисија. главните, не мораш, туку да ја гледам, барем нешто да гледам у сезонава. Да, Паника е, па сега играме во петок. Тоа е утре, така ли? Шкој да Како да идам у петок и на гостиве што си и кај тебе во Велас? Како да стигнам на двете нешта? Па не знам, јуни нема да играме. Нема. Пошто више е топло, не влегуваме у театрите, веќе не може народ да седи, нема А у шанси. септември ќе игра ту комедија да ме Септември викнаш? ќе играме сигурно, да. И во Велешки, и во најверојатно ќе има и гостување во комедија. Представата е заедно запишеш у со... руковник да ме викнаш? Да. Се запишав ја минатиот пат, ама ти не доја. Мислам, не те викнав, добро, требаше да се требаше да се не знам како беше договорот, Така да ама... така, договорот беше да се јавите да кажете, знаете, имаме некој случај, можеме да... Инаку, за разлика од Ало, кај што сме 14 души, Паника сме само двајца. Добро. Јас и мојот брат по сцена, најдобар пријател Филип Христовски. Мислам дека е
сега ќе го фалам да малку зашто. Фали го, за тоа сме тука. Тек ќе биде еден од најдобрите актери во Македонија. Студира тоа или не студира? Заврши веќе. Заврши да, веќе. он е постар од мене, ама на факултет беше една година помал од мене. Пошто на драмски идеш па не те примаат, па после не идеш, па идеш и така, да. И он беше една година школска помал од мене, а инаку е постар од мене. Добро. И двајцата сме од деца на сцена и сме така добро кликнати, за месец дена ја направивме представата. Хаос. Треба да се Добро, тоа е по Паника е по нечи текст, така? Да, по текст на еден финец Мика Мухало, мислам дека се презива. Ако финецот ме гледа сега и му гутнав презимето, извини тоа. Извини што ти го гутнав презимето. По негов текст е адаптирана е за двајца и него текстот е за тројца. Добро. Зборува за машкото ментално здравје. Само гледај како Како цел живот да си го значи зборува за машкото ментално здравје, што ретко е тоа тема на муавет, зборува за дека и машките ги фаќа паника, како и самиот текст, да, и како они се справуваат со тоа, и тоа е тешка тема, ама кога ќе ја гледаш вака како воајер одстрана, изгледа многу смешно, пошто двајца мажи на 30 години ги фаќа паника и не знаеш што им се случува. Например, во која ситуација ги фаќа паника? Па кога жената на пример ќе им каже една реченица и тие треба да размислат за таа реченица. Добро. И тука почнува лудило. Почнува да размислува што значеше тоа што жената му го кажа. Добро. И 7 дена не знаат кај им е главата. Устан се затворени 7 дена и тоа го гледа публиката и тоа е лудило. Сериозен? Да, и ние мислевме искрено дека жанрот не е комедија. Аха. Затоа што тешка е многу за играње, се кршат ликовите и кога почнавме да ја играме после премиерата, свативме дека кога публика го гледа тоа одстрана, колку и да се кршат ликовите, колку и да е тоа тешко, публиката паѓа унесо со смеа. И викам, ова не е реално, што се случи? Ама тоа е на крајот од денот комедијата. Добро, кажи ми сега ти од кога уствари почна? Во Велес почна се? Да, во Велес 2009 година, во Стоби. Аха. Да, од тоа сум имал 9 години. Тогаш ја започнав приказната, застанав прв пат на сцена. Електра Перпетратор од Грција беа гости. И јас бев малиот Орест. Аха, Зоки беше Љутков или? Зоки беше Љутков, тогаш директор на Стоби. И тој го организираше целото тоа, беше извонредна представа на танцов театар уште тогаш. И освоја прва награда Гран При, победи представата, тоа дека ја играв у неа, мислам. Публиката го осети тоа. Тие 2,5 минути кај што јас се појавив, живна атмосферата. Мислам, грците не ме разбираат сега што зборам така, што не е не, одлична представа беше. Поздрав и до режисерката, иако они ништо не разбираат сега. Поздрав и до режисерката и до сите актери кои што играа во представата. Се надевам дека ќе ги сретнам пак, оттогаш ги немам видено. Оттогаш ги немаш видено? Немам појма. Ама они беа ти иницијатори, ти да бидеш на сцена по тоа. Тоа сватив што се случува на сцена и си реков ќе бидам актер. Чекај ова вака. И еве денеска готвам на Телма од Сабајле. Значи, околу Цезар салатата ништо не кажавме, ме буриш со прашањата, ме буриш. Извини, па ти сакам да знам ја затоа. Да, значи ставивме кубети, ова е олдскул начин на прајање Цезар салата. Секој што ќе ти каже подруго, ќе ти излаже. Така. Значи имаме и три зачини, имаме мајонез, значи не треба други, некои стават и пармезан, ама боже мој секакви нема, така нели се? Така е. Значи ставаме. И пармезанче ќе беше убаво, ама добро. Па ќе беше сега, да. Трчавме, тоа средувавме се. Да, не е страшно. Добро. Значи мајонез, че обично се става повеќе мајонез, ама ние нели сакаме малку и здрав живот. Да, треба. Минатиот пат рече дека слабееш, сега шупреш. Не се примети. И сум минатиот пат. Минатиот пат рече дека слабееш, да. Сега. Што правиме? Реков дека ќе почнам минатиот пат и почнав. Не, почна минатиот пат, веќе беше почнат минатиот пат. Стварно? Да. Да. Почнав ама заправ. Зошто? И после пак продолжив, се тренирам кикбокс. Се запишав, да, не знам што ми стана, се запишав, не, уствари знам што ми стана. Цело време ќе почнам теретана, ќе ослабам и после па се враќам на таа килажа. Сега се запишав на кикбокс, 3 месеци одам веќе, ме кинат од ќотек и па сега ќе видиш дали ќе ја вратиш килажата. Значи сега како си слабеам, секое кило си го ценам, да знаеш. Со солзи, со крпи, со пот се мериш, 1 кило е подоле и го цениш тоа. А не после да го враќаш Каква реклама им направи нови кикбокс, ме кршат од малање. Па да. Не, одличен ми е тренерот, поздрав до Вале, одличен ми е тренерот. Не ме тепа, има обзир дека сум почетник, дека не ме бива, дека сум бавен и така натаму.
Сега учиме некои основи на кикбоксот и ми прави некој high intensive и нешто тренинг таму. Тоа е, джебе што ти расправам. Тоа е одиш на тренинг и после тоа немаш ништо да правиш цел ден, ништо. Тоа отиде денот. Саат време турбо. Турбо, онака стоп нема. Му викам ќе падна му несвест, вика добро дека ќе тоа освестам и ќе продолжиме, вика не е страшно. Добро викам, ајде, нема проблем. Си паднал до селни свест? Не сум паднал, ми дошол нагон за повраќање. Од стварно многу интензивен тренинг, ама тоа се е дел од спортот, ме разбираш, тоа се е кикбокс. Нема предавање, одиме до крај. Колку ти е целта да ословиш? Целта ми е, сакам, најубав сум кога сум 80 кг. Ево, јас сум 1,80 м висок, но 80 килажа сум... Добро, са колку имаш? Ке кажеш? Сега сум 97 последно мерење. Ау, 17. 17 кила, да, 17 кила сакам да падам, ама бев 110. Значи, ние сме 13 кила чист кјар. Да. Не, ама не, стварно тоа со кикбокс не можам да отидам, ќе ме убијат мене. Не, гледа, почетник коси нема, никој нема да те... На втор тренинг те убиваат. Знаат дека треба полека со тебе, малци. Мислам, они маваат, ама ти не си навикнат, ама полека си викаш, добро, така треба да биде, ова што ми се врти исто така треба да биде. Тренерот ми е многу интересен цело време, вика, не е страшно, ништо страшно, уживај. И мене ми се врти, викам, тебе ако се врти 30 години тренираш, тебе ако се врти, значи ја треба да умрам, викам, толку. Чек, сега зачини треба да ставим. Тука не знам што стави од овие зачини, ги треба, дали може лукче? Лукче, може. Во прах. Лукче во прах. Муза, малце муза. Да, и после тоа, нема ова, после оваа комбинација у ЈС поправо. Нема шанс, и правиш место. Да. Да. И сега ја мешаме цезар салатата. Мешаш. Значи кубети, добро, марула, стек и тоа треба да е дресинг. Добро, ама ние го правиме, така. Да, ние го правиме и овака. Што направи? Во мајонезот ставаш. Добро. Зачини. Ето така. Добра. И ќе го измешаш мајонезот со зачините. Што малта на нешче? Не, го потрошивме. Го ставивме сивот. Ама добро и вака. Кажи ми, шо рекоа твоите кога речати дека ќе бидеш актер? Па моите имаа приметено уште пред да излезам ја на сцена. Добро. Пошто многу имитирав филмови. Гледав страшни филмови и ги имитирав, холивудски. Добро. И после тоа ми купува, почна кога сватија дека имитирам ненормални филмови. Рекоа, ќе му купуваме македонски филмови и српски. Да имитира македонски. Да, и почна да ги имитирам нашите глумци од филмовите. Кажи некој. Звезда Ангеловска имитирав. Ајде. Ама не можам сега, пошто тоа бев малечок и гласот не ми беше измонтиран. Многу добро имитирав Звезда. Ајде некој машки. Некој машки, кој е машки? Александар Микич. Ајде. Па боже, цела емисија да тераме сега кога Александар Микич ако сакаш. Значи Цезар салата прави Александар Микич од забајлена телба. А Никола Ристаровски му вика не можеш така да ја правиш Цезар салата, значи треба да ја мешаш. Треба со раце да ја мешаш, разбираш? Со раце да ја фатиш да ја мешаш. Ја реков дека комедија ќе ја представувам тука мната дојдоа сите. Дај некој од комедија. Не знам никој од комедија. За крај, толку. 40. Не знаеш? Никој не знам од комедија, да. Не можам ја Атанас и Тино можам. Атанас и Тино, можеш. Можеш, Тино. Тино за да го имитирам требаше да каснам 20 минути. Не, оваква на средби е добар Тино. Не досни тогаш. Не досни на средби. Да, жми све. Јас сум го снимала неколку пати, никад не досни. Тино не досни на средби. Не жми све. Сум го снимала, Тимо и не доцнал. Ајде Тино, брзо. Не можам тоа одличише, не ги тегне така, не можам на овој пат, нема шанс. А Атанас, по центар? Атанас, не може да го имитирам Атанас. Нема, ќе ме убија. И он тренира кикбокс. Ќе ме убие. Сега ако почнам Атанас, ќе ме убие, нема шанс. Ќе те убија? Да, 100%. Палат. Како сакаш, кажи реклами. Дека следат реклами? Па ништо, ајде, имајте убав ден, ова беше кујдата на Александар Микич и на Никола Ристановски се разбира, останете со нас, сега се рекламите. Доста вече.